Почитувани, добра вечер. Живееме во време кога знаеме повеќе од било кога. Знаеме како функционира ДНК. Знаеме како алгоритмите ги предвидуваат нашите избори. Знаеме како да создадеме вештачка интелигенција што ни одговара побрзо од секој човек. А сепак не знаеме што да правиме со себе си. Знаеме како се создава живот, но не знаеме што му е смислата. Имаме информации, но немаме мир. Имаме технологија, но немаме сигурност. Дали човекот е само код? Дали сме низа од букви во молекула? И ако се може да се објасни, дали тоа значи дека се е разбрано? Вечерва разговараме со свештеник кој пишува за ДНК, за вештачка интелигенција, за гревот, за границите на науката и за тоа каде почнува личноста. Со нас е отец Антони Петрушевски од Кумановско-Осоговската епархија. Гледајте не. Отец Антони, добро дојдовте во попкаст. Пред нас се 60 на минути, па ајде да ги искористиме за еден убав разговор да допре до нашите гледачи и верници. Благодарам за поканата. Се надам дека ќе направиме корисна, важна емисија, а можеби и интересна. Так. Денеска е тешка и голема конкуренцијата за интересно. Човек што му ќе отвори интернет е пребукиран со интересни работи. Меѓутоа, потребно е да се ориентираме и на важното и на корисното, не само на атрактивното и интересното. Да. И на ваков тип на интересности. Да. За вас не треба човек многу да се распрашува, оние кои што се внатре во црквата многу добро ве познаваат и можам да кажеме доколку вие самите не знаевте дека ве бие добар глас. Како свештеник, нели, зборувам, како посветен свештеник, како мисионер кој што ја шири верата, активен сте на социјалните мрежи, активен сте на блогот, на интернет, на блоговите, на YouTube правите видеа, но и важите за свештеник кој што живее исклучително според почитувајќи ги правилата, и принципијалностите. Верувам дека секој свештеник ја знае својата одговорност, се труди да живее според повикот, според свештеничкиот чин. Благодарам за добрите зборови, меѓутоа верувам дека не постојат само добри зборови за секој човек. Добро е да има и добри и лоши зборови. Лошо е ако има само добри, лошо е ако има и само лоши зборови за некого. Така, за среќа ги слушнам само добрите. Еве, спремајќи се за емисија, разговарав со еден црноризец, така да наречем, и ми рече, ако постои човек на планетата кој се нема барем еднаш погрешно паркирано, тоа е отец Антони. Каде толку ги следи правилата и ги почитува, нели, маца да се нашалиме. Да. Но сепак кога сме веќе ке правилата, Бора Ѓорđević пееше правила, да ми ме удавила или кич му савила. Како е да се живее во ова општество, а следејќи ги така правилата, или сепак правилата и законите постојат за да се прекршуваат? Да, познат е тој стих од таа песна. Тоа е едно надворешно доживување на правилата и на Божиите закони. Ако пак се осврнеме на самото име заповеди, ќе најдеме дека, ако ја побараме етимологијата на зборот, ако се навратиме на грчката Септуагинта, таму е запишано како декалог, кој што е збор превод на еврејскиот термин во еврејскиот оригинал на Библијата, и таму е збор кој што означува за заповед е означен со термин исказ, слово, збор. Така што ако декалог значи 10 слова, 10 зборови, 10 укази за одредено однесување, тоа е буквален превод, значи на еврејскиот термин. Исто, ако размислиме подобро, изборот заповед потекнува од повједати, што значи да раскажеш, да кажеш нешто, да дадеш некакво упатство, да соопштиш некому нешто. Ама не мора се наопаку да се сваќа за христијанството. Така. Денеска тоа најчесто, кога ќе се каже заповед, се сваќа како диктат. Меѓутоа,
не се воопшто диктати од Бога, Божите заповеди. Многу Може ли повеќе реално да живее човек сега во моментов во ова општество почитувајќи ги 10 Божји заповеди во целост? Може и треба. Зошто? Не се само тоа правни закони. Тоа се упатства, показатели на правецот и насоката кон животот. Ако споредиме и со сообраќајот, ги имаме сообраќајните знаци и прописи. Потребно е да освестиме една наша состојба. Ние сме навикнати во сообраќајот да бидеме во ситуација, знаеме дека во моментот не возиме регуларно, прекршуваме одреден пропис и велиме добро е во моментот што нема полиција, добро е што поминав така. Да, меѓутоа тоа е дотолку полошо ако пренесено во духовниот живот ние се навикнуваме на незаконитоста, односно на гревот. Ако гревот станува навика, тогаш е тоа многу опасна душевна состојба. Меѓутоа сепак на крајот на животот ќе има сума сумарум, како и во некои земји што сега постои казнување од една точка до друга, се мери брзината, ти одредуваат, иако во моментот на прекршокот не си фатен, подоцна доаѓа, се пресметува дека ти си ги прекршил прописите, си стигнал пребргу, таму каде што требало, сходно на тоа си направил претходно прекршок. Затоа ние сме должни постојано да се прииспитуваме. А што ако тоа тој прекршок, таа брза вожња би се препишала на терминот издувен вентил? Постои ли таков термин? Оправдан ли е таков издувен вентил? Еден таков термин кој што обично го користат луѓето после тешки ситуации, нели, после тешки времења, па излекуваат, палат кола или мотор на автопат да се издуваат, или одат во кафана, не знам, да пијат, или на концерт да забавуваат, едноставно да имаат негде да истрошат таа енергија и таа... Ако човек не бдее постојано над својата душевна состојба, тој ќе своите гревови ќе се обидува да ги маскира, односно да ги става под тепих, односно да ги остава во длабоките подсвесни слоеви на душата. Меѓутоа не е тоа решение. И после голема журка и после спортски надпревар, што е и потребно на некој начин, секако рекреативноста не е за отфрлање. И адреналин. Меѓутоа, сето тоа подоцна ќе ги пројавува своите симптоми во душата. Зошто заповедите не треба да се доживуваат надворешно? Не се надворешни диктати од Бога, тие се нешто најсвојствено за човекот. Законитоста и ритмот е во самата природа на човекот. Срцето на човекот бие во строго определен ритм. Дишењето е во определен ритм. Ако имаме аритмија, имаме телесни проблеми, ако не ги запазуваме законите, имаме душевни проблеми од кои што тешко ќе можеме да се отргнеме, тешко ќе можеме да ги игнорираме. Рестарт дозволен е? Рестарт во духовниот живот да се нарече. Ако споредиме со телефонот, некогаш ќе го рестартираме, пак ќе дојде во истата состојба. Па ако побараме во упатството, таму се вели исчисти го и кешот на апликациите. Подлабоко малце, да. Исчисти го и кешот на апликациите за подобро да функционира. Значи, ќе легнеме навечер, ќе станеме наутро навидум одморени, меѓутоа она што останало несвесно да не копка, ќе мора да се соочиме кога тогаш со тоа. Постои во црквата, значи, она отфрлање на непотребното, на ѓубрето во човекот, тоа се прави на светата исповед. Тоа е достапно за секој христијанин и ние постојано го препорачуваме во црква. Или пак, ако споредиме уште со рестартирање на компјутер, не само рестартирање, некогаш е потребна и преинсталација. Да, нов софтвер. Кога се прави преинсталација,
потребно е, најдобро е да се направи форматирање на дискот. Што би било тоа во духовниот живот? Форматирањето на душата може да се спореди со подготвувањето на основата на основите на душата во неа да се изобрази Христос. Во светото Евангелие се вели подвизувајте се додека во вас не се изобрази Христос. Човечката душа е создадена според образот Божи. Добродетелите во човекот го изобразуваат, го осликуваат карактерот на Господ Исус Христос. Значи, тоа е целта и следењето на заповедите. Не правничко исполнување на судски норми, туку напредување, подвизување во христијанскиот живот, се додека во христијанинот јасно не се отсликува Христос. Така. Добро, рековме дека сте активен доста на социјалните мрежи, пишувате интересни статуси, и на YouTube правите видеа, и на блоговите пишувате текстови. Ете, активен сте и во редакцијата, сте дел на порталот Литургија МК. Едноставно го правите тоа што, ќе речам, во најголемиот дел од вашите колеги не го прават, а треба да го прават. Не ми замерувајте што можеби ќе ве ставам во незгодно, но ќе се согласите ли со мене дека црквата овде е препасивна, ако се земе маркетингот како еден термин кој што би требало да го работи, како да нема црквата некаква посебна стратегија да допре до верниците во денешно време? Како да не се труди да допре, освен во храмовите за време на празниците и литургиите, друг канал како да допре до верниците, како да не постои? Видете, пред се секој свештеник проповеда во црква. Секој свештеник има жив контакт со луѓето. Тука е главната проповед, живата проповед на свештеникот и во црквата. Постојат свештеници, не е еден кој што се трудат и во дигиталниот простор. Ете, спомнавте и за Литургија МК како сајт кој што веќе солидно, одлично се етаблира во јавниот дигитален простор. Така што колку луѓе сте вклучени свештеници во Литургија? 20 на луѓе има во редакцијата, секој го дава својот придонес според своите можности, според времето. Верувам дека секој се труди онолку колку што колку вкупно може. Свештеници во МПЦ? Колкав е процентот од тие 20%, така да кажем? Во ред, сега да го бараме процентот, меѓутоа секој свештеник го знае својот повик и се труди да го остварува. Не е свештеникот само за основните треби во црквите. Секој знае дека не зборуваме за свештеникот, не ги напаѓам свештениците, не напаѓам ниту црквата, но ете забележувам дека црквата е препасивна. Ако споредиме што се случува во соседството со соседните цркви, многу повеќе медиуми, телевизии, радија. Зошто е тоа така? Зошто ние сме така? Знам дека одамна е во план црковно радио, се спомнуваат планови и за црковна телевизија, меѓутоа се во свое време останува кој. Затоа што кога ќе видиме сега другиве протестантиве, само да ги видиме колку се развиени и по социјални мрежи, колку тоа редовно го прават, и па да не зборуваме за оние бајачки и гатачки по Facebook кои што исто така се доста влијателни и шират, нели, некоја си своја ваква или таква приказна. Ние како да тапкаме во место, со еден оставени сме цела нација православна со еден медиум црковен кој што се вика Литургија МК. И добро, и две радија кои што се некои локални. Да се надеваме дека наскоро ќе има и реализација на тоа поле. Да. Добре, во еден од вашите статуси на Facebook велите како може човек да биде атеист ако знае што е ДНК. Дали навистина мислите дека познавањето на сложеноста на ДНК-та нужно води кон вера, или тоа е повеќе екзистенционално отколку научно прашање? Омилено прашање, навистина ДНК, дезоксирибонуклеинска киселина,
Не е тоа да рече некој зашто овој поп не се меша во науката, тоа сме го учеле уште во 7 одделение. Па тоа интересна, фасцинантна приказна сторија се крие во јадрото на човековата клетка со ДНК. Зборуваме за ДНК која што е 50.000 пати потенка од човеково влакно. Во една човекова клетка должината на ДНК е 2 метра, вкупната должина пак на ДНК во човековото тело изнесува 247 пати до Сонцето и назад. Што е тоа ДНК? Позната е по незината спирална структура. Две нишки извиткани меѓу себе, поврзани со 4 азотни бази. Тимин, аденин, цитозин, гванин. Интересно, секогаш одат во тој пар. Тимин, аденин, цитозин, гванин. Тие главно ја одржуваат структурата на ДНК. Што е интересното? ДНК ја нарекуваат јазик на животот, код на животот, уште и потпис на Бога во човечкото битие. Зошто? Во што се состои тој јазик, тој код на животот? Имено, ако тие 4 азотни бази се земат почетните букви нивни да представуваат како букви на една инструкција, на една информација. Таа информација се состои во страничните нишки, како што се подредени тие нуклеотиди, тие 4 азотни бази. А, Т, Ц, Г на страничните нишки. По 3 од нив формираат триплет кодон. И сега да се префрлиме на аналогијата, на символиката. Ако ДНК ја замислиме, ја представиме како една книга, ги спомнавме 4 букви на азотните бази, тие формираат кодон. Тој кодон ќе биде значењето на зборот. Зборот ќе биде аминокиселината која што се формира по инструкција на кодонот. Аминокиселината пак како збор е инструкција, е основна структурна единка на протеинот. Протеините пак како реченица. Протеин е, да речеме, антитело. Антителото може да го како олицетворение на реченицата заштитија клетката од напаѓачи. Инсулинот како реченица би бил внимавај на енергијата во организмот. Имаме ДНК како книга, имаме букви, зборови, реченици. Отприлика така функционира словесното битие наречено човек. Науката можеби не запазува таа аналогија, нема меѓутоа сосема оправдана е, мислам, согледувањето на ова аналогија. И човек зарем ќе остане во рамките на науката, зарем својата мисла ќе ја ограничи само на научното објаснување, без да се замисли над ова аналогија, без да се запраша од каде е информацијата, бидејќи науката признава ДНК за носител на информација. Значи, човекот не е само разум, човекот е разум, интуиција, срце. И овде, на вистина, ова може да се третира како потпис на Бога. Многу јасно, многу ни го доближува Бога, спознавањето на Бога преку ова согледување. Така. Да, интересно. Баш јас го зачитав кај вас, тоа е еден од последните статуси што го имавте напишано, баш ме фасцинираше. Добро, да се префрлиме на другиве теми. За постот, сега сме моментално во великиот пост пред Великден. Има луѓе кои што постат, се причестуваат, палат свеќа, одат в црква за време на поголеми празници, ама во секојдневието се груби и злобни и осудуваат и нели. Дали формалната религиозност е поопасна од отворениот атеизам? Што мислите? Прво да видиме што се подразбира под формална религиозност и отворен атеизам. Формална религиозност би било запазување
надворешно исполнување на нормите, без стремеж за поправање, без стремеж за напредување во духовниот живот. Интересно како парола на една лименка пиво пишува stagnation is decline. Прилично филозофска парола за бренд на пиво, меѓутоа со значење кое што важи во духовниот живот. Стагнацијата е опаѓање. Немаме мирување во духовниот живот. Или ќе напредуваме, или ќе назадуваме. Сега, отворен атеизам може. Имаме и милитантен атеизам, имаме атеизам како интелектуален став. Што е полошо? Кога зборуваме за атеизмот, дали е тоа само интелектуален став кој што покажува сомнеш, кој што бара докази, што би бил атеизмот на Ниче. Меѓутоа имаме атеизам, не класичен атеизам, меѓутоа во Евангелието знаеме е познато неверувањето на Свети апостол Тома. Меѓутоа тоа не е неверување од тврдоглавост, не е циничен атеизам, па затоа и Господ одговара на неговото барање, кога човек искрено го бара Бога и го наоѓа. Господ не го остава. Сомнежите на Свети апостол Тома не се осудени, не се отфрлени, туку се исполнети, така што неговото неверие преминува во силно исповедање на богосознанието дека Господ е и Бог. Господ мој и Бог мој, извикува Свети апостол Тома. А додека па за формалноста во религиозноста, имаме пример со фарисеј и митар, односно даночник. Фарисеј кој што во храмот се молел истакнувајќи ги своите исполнети обврски пред Бога, презирајќи го ближниот. Така што мора да имаме во предвид дека во верата не можеме да напредуваме со надворешно исполнување, туку само заедно со ближниот во заеднички подвиг, бидејќи во црквата христијанскиот подвиг не е подвиг за индивидуална светост, туку заеднички. Го спомнавте постот. Постот е едно послушание од црквата и главно е тоа дека не постиме со индивидуална диета. Главно разбирање на постот е дека учествуваме во заедничкиот пост и подвиг на црквата. Да. Уште една интересна тема отворивте неодамна. Пред ова сакам да ме прашам за соодносот, со што ке заборавев. Ете сега имаме во ова општество атеисти, имаме и верници, но каков е тој сооднос? Повеќе, што мислите вие лично, као свештеник? Повеќе верници стануваат атеисти или повеќе атеисти стануваат верници? Објективно гледано. Зошто еден верник би станал атеист? Малку ли причини има да ги направувам? Тешко на верата што зависи од луѓе. Знаете, верата мора да биде убеденост на срцето човеково. Не заради човек, не заради институција, не заради рационални докази, туку внатрешно остварување на највнатрешната човекова потреба за почит кон Творецот, кој што човек е природно да го спознае. Во Свети апостол Павле во посланието до римјаните вели затоа што не се потрудија во познавањето на Бога, Бог ги остави на нивниот изопачен ум. Се мисли дека умот се деформира кога не ја остварува својата природна функција на боготражењето и богопоклонувањето. Тоа не треба да се смета за навреда од Свети апостол Павле,
туку за освестување. Човек да се запраша што е целта на неговиот живот. Додека пак од атеистите, кога атеизмот е како интелектуален став, кога не е циничен со пркос кон верата, безобзирност кон доказите, па тоа е опасност од хула на Светиот Дух, кога човек свесно се противи на Бога. Може би од незнаење. Ако е незнаење, Господ никого не остава. Впрочем, Господ прв му приоѓа на човекот. Ние само треба да не трчаме како муви безглави во животот, да внимаваме на себе си и ќе оствари, Господ дава прилики за средба со него. Да, пред малку го спомнавме, нели, фарисејството и формалната религиозност во еден контекст, а во друг контекст, како земеме модерното општество и политиката, демократијата во која што сега ние не живееме, присутно ли е тоа фарисејство ке политичарите, да речем? Или треба ли црквата да биде малце построга околу таа работа? Околу, не мора само политичари, имаме луѓе кои што се аплафатени, како што викаше една политичарка со рацете у медот, или не знам, треба ли, а од друга страна се представуваат на јавноста како големи верници во име на Бога се повикуваат. Треба ли црквата малце да биде построга? Имаме бегалци политичари, имаме политичари кои избегале па се вратиле. Видете, го спомнавме фарисеот, меѓутоа во параболата, во евангелската парабола, фарисеот се спомнува со даночникот. Во црквата не упатува да внимаваме на однесувањето на даночникот, не на фарисеот. Главно е ние да внимаваме на себе си. Така што да се поправаме себе си. Свети Серафим Саровски вели... Не зборам за лицемерието во однос на верата. Тоа ми беше главно. Сакав да речам, Свети Серафим Саровски вели, спасувај се себе си, илјадници околу тебе ќе бидат спасени. Човек, ако живее христијански, ако не може со своето однесување да поправи некого, тешко и со надворешна критика, посебно човек ако не е расположен да трпи критика, колку ќе биде конструктивна таа критика. Меѓутоа, во историјата на црквата има и епископи кои што директно се соочувале со владетели, меѓутоа секој различно постапува, така што секој знае да го регулира својот став. Уште една интересна тема отворивте неодамна, поставајќи го прашањето смее ли христијанинот да ја каже благодарам на вештачката интелигенција. Сега е таа вештачката интелигенција прави бум, нели, во општеството, сите користиме ChatGPT и други програми за да си го олесниме веројатно животот. Дали постои опасност во навиката да се префрли личносен однос кон машината? Ако земеме вештачката интелигенција како машина, може ли човекот целосно да и се предаде на неа, отфрлајќи ги духовниците, отфрлајќи ги психолозите и црквата, зошто би барал совет од духовник кога може да му пише на ChatGPT? Навистина голема специфика на технолошкиот напредок во современата епоха представува вештачката интелигенција и носи големи предности, носи големи соблазни, големи опасности. Како прво, во црквата веднаш се создава методолошки пристап спрема вештачката интелигенција.
се прават препораки и совети за христијанинот на што да внимава и како да ја користи. Несомнено дека може многу да помага, меѓутоа мора да бидеме со голема предпазливост. Не е неутрална вештачката интелигенција, затоа што таа функционира според определени алгоритми и како што тие ќе се според нивните сетинзи, според зададените инструкции на алгоритмите ги добиваме и резултатите. Различни апликации со различни вештачки интелигенции може да добиеме многу различни резултати, многу различни мислења. Една од, според мене, големите соблазни е антропоморфноста на тие апликации со вештачка интелигенција. Не е само за да ти одговори, туку те фали, веднаш ќе те пофали, ќе ти се насмее и значи и не е само не добиваш само одговор. Веднаш те вовлекува во еден бескраен диалог. И во апликацијата поставувам прашање, добро, ти имаш ли крај? Или зошто постојано одговараш и на пододговорот повторно продолжуваш со прашање? Да предлага. Да, значи не создадена е не само да ти одговори на твоето прашање, туку да те задржи до кога? До бескрај. Нема да те остави ако ти самиот не го исклучиш. И уште во одговорот тогаш апликацијата вели, јас немам его, па слободно исклучиме. Нема да се навреди апликацијата ако почесто и поскоро ја исклучуваме, значи. Да. Добро, ете и на повеќе места низ светов се покажи како доста опасна, наведувајќи ги децата дури на самоубиства. Имаше неколку случаи, така што ете не треба баш да се остави така со отворени раце да се користи, треба и навистина токму во тоа е соблазната, што човекот лесно се измамува со таа антропоморфност, како да разговара со човек, како да разговара со жива личност, духовен советник. Никогаш не може да биде сурогат една апликација за разговор со духовник лице в лице. Тоа сакам да ве прашам следното, зашто нели Свети Максим вели дека личност постои таму каде што има разум, волја и однос. И сега, ако вештачката интелигенција некогаш почне да симулира волја и емоција повеќе од колку што сега го прави, веројатно со текот на годините само ќе се усовршува и ќе се усовршува, дали тоа ќе го збуни човекот дополнително? Сега ќе се воведеме во ситуација кога луѓето ќе бараат утеха и совет од компјутерот наместо од свештеникот, нели? Од лекарот, од компјутерот наместо од лекарот, ќе се лечат сами. Мора да бидеме дораснати на оваа технологија. Мора да ги спознаваме, да ги проучуваме можностите, добрите страни и лошите страни. Загрозена ли е светата тајна па за христијанинот, за свесниот христијанин. Може да се исповедаат на ChatGPT. Свесниот христијан знае дека исповедта е лично во црква со свештеник, со молитва. Не може апликацијата да ти проштева гревови. Не може апликацијата да биде спроводник на благодат. Исповедта може да биде само со свештеникот, канонски ракоположен, кој што заедно со верникот ќе се помоли во црква. Така вика и за нас, за новинарите, дека не се плашете вештачка интелигенција нема да ви ја земе работата, па еве гледаме дека од ден на ден само пишува текстови и да не биде и со свештениците исто. Тоа е реалност. Тоа е реалност. Неодминливо ќе биде влијанието и во школството. Ако не се регулира вештачката интелигенција, за нас возрастните не е толку опасна. Катастрофална може да биде за учениците, за децата во развој. Го хендикепира умствениот развој во голема мера ако не се ограничи употребата во школството на вештачката интелигенција. Да. Добро, порано е нели имавме во друштво по некои
паметен, секогаш имаше еден што е попаметен и што се одвојува од другите, и за него велевме дека е подвижна енциклопедија. Нели, зборуваме, отвараме тема било која, тој веднаш знае податоци околу тоа. Сега веќе енциклопедиското знаење губи вредност. Овде на достап на дофат е секој податок во рок од неколку секунди. Меѓутоа пак баш и за тоа не е суштинското во човекот енциклопедиското знаење. Човекот не е магазин за информации. Па сега веќе можеби ќе треба да дојде до израз вистинскиот човечки лик, емоционалната интелигенција кај човекот да дојде. Творечкото во човекот кое што не може да го замени машината. Така, да. Кој е најчестиот порок што го гледате кај луѓето денес во денешно време? За најчест порок можеби не може да се бара најчестиот порок, ама коренот на сите пороци е гордоста и егоизмот. Од тука потекнуваат сите пороци и сите страсти на човекот. Ако зборуваме за гордоста и егоизмот, основна пројава на егоизмот е гордоста. Гордоста пак произведува страсти. Страсти, ако за страсти пак ако зборуваме ќе зборуваме за патологија. Зборот страст во денешниот речник има и позитивно, за страстна љубов се зборува. Меѓутоа, тоа е основниот аскетски термин во негативна конотација во христијанството. Целиот живот на христијанинот е живот за борба со страстите, за обестрастување. Во која смисла? Имено во јазикот на светите отци на старогрчки, страста е патос. И оттаму е патологијата наука за болести. Значи, треба да видиме дека страста е еден вид болест која што треба да се исцели. Страстите се всушност нашите приврзаности, нашите зависности, кои што не ограничуваат, ја ограничуваат вистинската човекова слобода. Дали ќе биде коцкање, дали ќе биде нешто друго. Духовниот видик на човекот го стеснува на минимум, го исклучува од реалноста. Да. Да го спомнавте коцкањето, тоа знаеме уништува цели семејства. Па прашањето ми е дали материјалната алчност е новата зависност на новото време, на нашето време. За жал, се врта околу пари. Иако парите не го вртат светот. Светот го вртат всушност неколку човечки страсти, кои што се пројавуваат во личностите на некој начин, кои што раководат, кои што се на раководни места во светот. Гордоста на телото, гордоста на очите, вели гордоста на животот, вели светиот апостол во неговото послание. Меѓутоа, кога зборуваме, значи, за материјализмот. Материјализмот всушност е искушение човекот да некако да се сведува на материјата, да ја дава предност на материјалните вредности. Еден мој пријател во телефонска анкета, која го запрашале добро со кој бренд на телефон се идентификуваш, тој луто им одговорил: знаеш што ме прашуваш, знаеш што значи човек да се идентификува, да се поистовети со нешто. Бидејќи идентитет значи поистоветување. А е еднакво на А. Идентитет, може ли човекот да биде личност еднакво на бренд на телефон, ама во тоа е и соблазната, во тоа е опасноста од материјализмот. Кога спомнавме за духовната состојба, човек или ќе напредува кон духовното, или ќе се расчовечува во материјалното. Значи, да не дозволиме да се сведеме на материја. За жал, се повеќе бракови се распаѓаат, па ме интересира, ги спомнавме дел од тие, нели, и егоизмот и страстите,
Но што најчесто според вас ги уништува браковите? Веројатно неверство или пари или его? Егото го спомна, пак се сведува на тоа кога човек ќе почне повеќе да го истакнува во бракот своето јас пред ние, пред бракот како заедница, тука започнува напукнувањето на бракот. А причините може да бидат и кога се дава предност на кариерата, кога не се цени вредноста на бракот. Љубомора, можеби? Љубомора, која што оправдана или неоправдана, и сепак тоа е една незрелост. Љубомората води до посесивност и до... Да, посесивност која што може да премине во малтретирање на сопружникот, до неподносливи брачни состојби. Сепак тоа се некои незрели емоционални состојби на луѓето. Мора да бидеме подготвени за бракот. Бракот на венчавање не го добиваме како совршенство. Кога ги венчавам младоженците, при чиститањето им велам вашиот брак да расте во среќно и сложно семејство. Бракот е почеток на заедничкиот живот во кој што сопружниците треба да се вложат целосно себе си во љубовта, бидејќи во христијанството бракот не е само да се каже според христијанското учење, туку е на вистина соединување на двајцата. Бракот е можност за соединување на две личности во едно духовно битие, и тоа е целта на бракот. И тука е вистинската реализација на бракот. Децата се дар од Бога, наследство од Бога дадено на сопружниците. Меѓутоа, бракот пред се како ја нуди можноста за благодатно соединување и живење во Христос. Затоа и се смета за свештено дејство, за света тајна. Кога се вели во Светото писмо и двајцата ќе бидат едно, ехет басар во еврејската Библија, и тој збор ехет за едно не е просто единица како математичка единица, означува единство. Значи личностите да живеат во бракот и да растат како личности, а сепак во Божјата љубов се обединуваат во едно битие. И таа брачна заедница може да би и треба да остане за вечност. Иако бракот не преминува во вечноста, меѓутоа блискоста на брачните, на сопругот и на сопругата, онаа блискост која што ќе изградат во овој живот, останува и во вечноста. Така. Добра, кога сме веќе кај разводот, се случува нешто, се случува бракот поради една или друга причина не успева и едноставно се решаваат за развод. Тоа кај нас во општеството како да се случува, окей, се разведуваме, одиме, подпишуваме, адвокат го решава тоа, одиме на суд, се разведуваме и толку како, ама се заборава она другата работа пред развод пред Бога, значи пред како само институционално го решаваме, го прават тоа луѓето. Тоа од незнање или од која е причината? Веројатно и вие сте забележале дека се помалку и помалку парови доаѓаат да се разведат црковно. Видете, во црквата не постои чин за развенчување. Постои само административно верификување на судскиот развод. Во црква се носи судската пресуда. Потребно е тоа да се направи или не? Тоа е потребно за втор брак, за да се случи во црква. За втора венчавка во црква е потребно и административно во црква да биде запишан бракот како разведен. Значи еднаш ако се разведува човек не мора да поминува таа процедура. Добро. И за родителството. Родителите велат не знаеме како да ги воспитаме децата во ова денешно време. Дали е проблемот во времето или до родителите кои што нели се исплашени да постават граници, да ги постават работите?
Не мислам дека е до времето. Не треба човек да има факултет за да биде добар родител. Не треба посебна обука. Важно е родителот да си изградува себе си во семејството, да го стекнува својот авторитет, изградувајќи се себе си како добар христијанин, стекнува авторитет и на родител. Не се потребни посебни методи на воспитувањето. Суштината на воспитувањето е да се сака детето. Кога го прашале еден светител, Свети Јован Шангајски, за неговиот успех и омиленост кај учениците, со какви методи како педагог, тој рекол дека нема никакви посебни методи, затоа што суштината е во искрениот однос на педагогот спрема учениците, на родителот спрема децата. Детето значи ќе го цени пред се примерот на родителот го цени. Слаб е нашиот збор ако ние малку време поминуваме со децата, ако ние повеќе се грижиме за нашите задоволства, ако поминуваме повеќе време надвор од домот, тогаш го ослабнуваме и нашиот авторитет пред детето. Да го спомнав времето во смисла на тоа дека можеби сега е поопасно да се живее отколку што се живеело пред 20-30 години, во смисла на тоа дека се повеќе опасности демнат на секој чекор, па и ги демнат и нашите деца. Па од таму и родителите се уплашени, нели, како да и не знаат како да го воспитаат детето. Еве ваш совет кон младите родители кои што допрва ги чека тој период на тинејџер, кога нивното дете влегува во тие тинејџерски води, како треба да го воспитува? Да биде храбро, да возвраќа, да биде понизно, да биде како едноставно да го обликува тоа дете според општеството? Во христијанството, велиме, поминува обликот на овој свет, остануваат некои вечни вредности, но како ќе бидат применети во современи услови тие вредности, тоа може да има одредени вариации. Ги воспитуваме децата како христијани, меѓутоа тие деца не може да бидат изолирани од надворешниот свет. Мора да знаат да се соочуваат и со дрскоста на својата генерација и како ќе одговорат, како ќе се снајдат со Божја помош да раснат во современите услови. Меѓутоа, најважно е човек да остане христијанин. Меѓутоа, тоа не значи дека треба децата да бидат малтретирани, да ги трпат до бескрај навредите од другите. Не е христијански без прашање да се трпи навреда. Господ Исус Христос, кога при студењето, кога го удираат, кога некој го удира, при студењето тој го прашува зошто ме удри. Не е, значи, целосна пасивност христијанскиот живот. Меѓутоа, не значи да се врати со иста суровост. Меѓутоа, не значи да се премолчува. Христијанското смирение не е таква пасивност. Треба ли родителите да ги следат своите деца, телефоните мобилни на своите деца, да знаат во секоја секунда каде им е детето? Потребно ли е такво сега нешто? Иако технологијата нуди такви опции, parental control, локација уклучена за да може да се случи, за да може да се следи позицијата на детето, нели? Меѓутоа, пред се е важна довербата. Пред се е важна довербата да се негува меѓу децата и родителите. Не може да поминува животот на децата без грешки. Строгоста на родителите не треба да биде претерана да предизвика кај децата сомнеш дека ќе бидат прифатени. И покрај секоја грешка, децата треба да знаат дека имаат каде да се вратат. Покрај сета строгост,
од родителот треба да следува прегратката и прифаќањето на своето дете. Инаку, ако тоа дете нема да знае каде да се врати, ако нема прибежиште, ние го принудуваме на најлошо, можеби, не дај Боже, како да го наведуваме на самоубиство. Да, или како што вели еден мој пријател драг, да оставиме малку и на Бога, не мора се само ние да се грижиме за нашите деца, оставаме на него. Секако, тој е чувар и без него не можеме ни до прагот. Да. За хомосексуалноста имате еден интересен термин кој го користите, или противприроден грев. Значи, јасно велите дека хомосексуалноста припаѓа на друга група, а не на оние вообичаени падови на човекот. Што подразбирате вие по тоа противприроден грев? Не е тоа мој термин. Кај вас на Facebook во еден статусите го прочитав. Спецификата на хомосексуализмот спрема другите гревови е, вели Свети апостол Павле, а блудникот греши против своето тело. Така што не може да се сведе во иста линија со другите гревови. Не само тоа, впрочем, тоа е и обструкција на напредокот на човечкиот род. Тоа е неприродноста се огледува во тоа што е тоа против природното размножување на човекот. Така што од секогаш бил посебно санкциониран хомосексуализмот во христијанството. Добре, вие се занимавате, нели, истражувате, зборувавме преска и за ДНК, значи за длабоки научни теми, навлегувате. Како го класифицирате хомосексуалноста, како болест? Кога спомнав за санкционирање во христијанството, например, колку што погледнав во каноните, во правилата на црквата, постои канон за хомосексуалноста кој што ја санкционира, додека за други гревови, например, стриктно коцкање како коцкање не е наведено, се осудува секако таа поход за лесна добивка, меѓутоа овде се работи за нешто друго. Не можеме да ја третираме како природна наклоност хомосексуалност, бидејќи основната одлика на човечкиот пол е природен афинитет кон спротивниот пол. Па од тука во денешни услови веќе се налага како да е опасно да се каже дека е болест. Ама ако не ја третираме како душевна болест, како поинаку да биде, тогаш нема да му ја кажеме вистината на другиот. Тоа не е осудување на другиот. Меѓутоа, ние сме должни да кажеме дека тоа е отстапување од најосновните човекови функции, отстапување од природните наклоности на човечката природа. Не значи отфрлање на другиот, меѓутоа стрикно мора да се потенцира. Едно е ако човекот ги согледува тие несакани тенденции во својата душа и се бори против нив. Ако се соочува со тоа. Друго е ако се помирил и ако смета, ако го прифаќа тоа, ако живее со тоа, тогаш е дотолку поопасно за него. Да. Кога човек ќе се разболи, верата или се зајакнува или исчезнува, така е обично. Зошто болката толку често го отвара прашањето за Бога? Човекот кога е здрав мисли дека може се болката му ја покажува на човекот неговата ранливост, неговата немоќност и тогаш човекот
се смирува, тогаш човекот бара од Бога и помош. Може би некој ќе остане упорен во своето неверување и во болката, меѓутоа ретко кој во болест не бара помош од Бога. Но зарем мора да доживееме болка за да побараме од Бога помош. Нашиот однос кон Бога треба да биде заснован пред се на благодарност пред Бога. Суштинското на нашата вера е благодарноста на Бога. Сега, кога веќе ќе доживееме болка, тогаш пак и во болката треба да благодариме на Бога, и тоа е главното, и тоа е многу нешто пред Бога. Ако можеме и тогаш да му заблагодариме на Бога за дарот на самиот живот што го имаме, бидејќи и во здравие и во болест во негови раце сме, и во овој живот и во вечноста да останеме со него. Тоа е стремежот на христијанинот. Големо може да биде искушението со болката. Зошто човек да претрпи голема болка, меѓутоа знаеме, пак кога веруваме, знаеме дека Бог не му дава на човекот поголем крст отколку што може да носи. Така, да. Би прашало и за простувањето. Многу луѓе велат, верувам во Бог, ама не можам да му простам на тој човек, на пријател, на роднина, близок, небитно. И како да простувањето станува најтешката заповед за човекот. Дали простувањето е чувство или е само носење одлука? Дали човек може да прости доколку се уште чувствува болка од тој на кого што треба да му прости? Простувањето не се заснова на чувството. Повеќе, значи, во Евангелието е укажано како должност. Дури Господ Исус Христос вели да простуваме многу пати, 7 пати по 70 се спомнува како нешто символично, нели, за неодреден број простување. Простувањето не се заснова на наше чувство, туку е наша должност. Зошто? Што пак значи непростувањето? Не сакам да ти простам, тоа значи ти за мене не постоиш. Тука се крие желба за уништување, за погубување на другиот, за негирање на другиот. Не сакам да те видам, не сакам да постоиш за мене, и сега, ако може и за вечноста, ја гледате деструктивноста на непростувањето. Тоа е во суштината на непростувањето. Должни сме, значи, да простиме, тоа значи да оставиме, просто значи да го оставиме гревот, да се помириме колку што можеме. Тоа во социјалните односи не е да се рече како ништо да не било. Ние пак не мора да бидеме најдобри пријатели со оној кој што му простиме. Така. Затоа што простувањето е повеќе и заради самата наша духовна... Да не чувствуваме ние гнев и затоа што непростувањето нас не согорува, и внатре како црв може да го нагриза човекот, да ја упропасти неговата душевна состојба. За свештеникот, за да служи богослужба, за да служи литургија, првиот услов е да биде помирен со сите колку што може. Значи, колку е важно простувањето. Очесто што имам уште неколку минути, јас би сакал да го искористам тоа малку време, да ве прашам малку и за црковна политика, еве, да наречам. Знам дека ја следите, често ја коментирате на социјалните мрежи. Ете да почнеме од моментот на враќањето на МПЦ во канонско единство, нели, со останатите православни цркви, односно откако Српската православна црква како мајка црква и додели томос за автокефалност. Како вие го доживеавте тој ден, тој чин? Како и многумина, со најголема радост. Така што си ги повторив зборовите на благодарствената молитва од богослужбата, анафората на Свети Василий Велики зборува со благодарност кон Бога, завршува со зборовите зашто си ни дал се.
таква благодарност чувствував, таква исполнетост чувствував заради тоа канонско единство. Фала му на Бога, канонското единство е остварено, тоа е најважното и тоа е највредното. Сослужувањето на епископите, на свештениците е овозможено во целиот православен свет. Свештениците непречено да се причестуваат во целиот православен свет, така што и секако томосот како официјален документ е веќе влезен и објавен и во службен весник и го почитуваме како таков. Има луѓе кои што си земаат за право да го омаловажуваат, меѓутоа тие знаат од кои мотиви и со кои цели. Тоа сакам да ја прашам следно. Ете, сега се зборува, нели, се уште трае таа дебата околу тоа дали Цариград треба да биде тој што ќе додели Томос или СПЦ, дека овој Томос сегашниот од СПЦ не е доволен за да се реши црковното прашање. Па дури нели не споредуваат со украинско сценарио МПЦ и украинската црква. Како вие гледате на таа работа? Имаше една изјава од грчки великодостојник на Цариградската патриаршија пред 2 години, беше искажана во јавен медиум со цел да изврши одреден импакт во народот, па би се осврнал на таа изјава со свое лично видување, некаков официјален став секако. Да. Тоа беше необична изјава со цел да се негира, да се омаловажи Томосот кој што го имаме моментално. И меѓутоа во таа изјава беа искажани тешки зборови и навреди. При омаловажувањето на Томосот беше направен превид. Чудно беше кажано никој не го призванава, освен Руската православна црква, а знаеме дека фактичката состојба не е таква, туку неколку цркви го признаваат. Тој емоционален набој на таа изјава мене ми кажуваше нешто друго. Како да беше поважно, како да е поважно некој за нив да го доделат тој Томос, отколку што им е важно дали ние ќе го добиеме од нив. Овој Томос е добиен од мајката црква. Тоа е процедурата која што е најсвојствена за природата на црквата. Нашиот Томос е доделен од мајката црква, од Српската православна црква, упатене на се православна рецепција. Тоа значи да биде упатене на прифаќање кај сите православни цркви. Соборно да се изразат сите православни цркви за Томосот и да го прифатат. Таа процедура е во тек, како што неколку цркви се изјаснија позитивно, се очекува и од другите цркви. Ама еве да речеме дека Цариград, не да речеме, него сигурно нема да го прифатат. Грчката црква нема да го прифати. Што тогаш? Пак нема да бидеме целосно прифатени? Јас ќе се осврнам пак на правилната процедура која што е запазена во процесот на доделување. Тие знаат од кои причини ќе го прифатат или нема да го прифатат, меѓутоа процедурата за доделување на Томос од мајката црква е најсоодветен за природата на црквата, за соборната природа на црквата. Бидејќи, како што спомнав, како што забележав според изјавата, изразената поголема потреба од тие да доделат, отколку ние да го добиеме од нив. Тука всушност гледам грчевита борба за власт, не само борба за чест, туку и сите оние други застапници на таа теорија за добивање на Томос од Цариград, всушност се во насока на зајакнување на централистичкото, монополистичкото сваќање за доделување на Томос во православната црква. Не може да се каже дека
во православието има строго одредена дефинирана процедура, па да се рече дека Така ова мора, да. дека ова не е добро. Томосот е со полна вредност. Не знаете што И може тука да се направи уште една историска паралела за еден друг грк во историјата на Охридската архиепископија, Димитри Хоматијан. Поинаку гледал на работите за разлика од денешните представници на Цариградската патриаршија. Кога во 13 век Свети Сава го заобиколил Охридскиот архиепископ, барал автокефалност од Цариградскиот патриарх кој бил во екзил во Никеа. Димитри Хоматијан како врвен каноничар на своето време му упатува протестно писмо зошто не се обраќа прво кај него, зошто од него не бара автокефалност, бидејќи епархиите кои што требало да се одделат за српската црква биле епархии на Охридската архиепископија. Значи го укорува Свети Сава зошто го заобиколува како архиепископ на мајката црква, зошто бара автокефалност од Цариградскиот патриарх. Така што мислам дека во денешно време и архиепископот Димитри Хоматијан би оправдал и би бил задоволен од оваа процедура. Да. Добро, знаете што ми мачи мене едно прашање. Ајде, Цариград ќе го разберам, си има своја агенда, си има своје постави нели 3 услови кои што ние треба да ги исполниме, ако доколку ги прифатиме, не дај Боже, би добиле тие значителна предност. Но што е со внатрешната борба во МПЦ? Тоа не можам да го разберам. Барам од вас мислење, не како свешно, не официјално си правиме муабет, нели? Има внатрешни струи во МПЦ кои што очигледно се противат на оваа одлука на СПЦ и на МПЦ на Томосот од СПЦ и бараат и упорно да се прифати сценариото на Цариград. Што тие би добиле и која е причината поради која што тие натаму се стремат? Најважно е да се запази единството на црквата и единството на Македонската православна црква, пред се да се молиме за единството на нашата црква. Единството во црквата пак не е загрозено од човечки мислења. Едномислието во Христа не е загрозено од човечките различни мислења. Така што не можем барем јас конкретно да зборувам, нели, поединечно. Секогаш имало разномислие, добро е разномислието, дури не се создаваат поделби, големи поделби, реални поделби во црквата. А како сме ние на тоа поле со поделбите? Можно е во брзо време, во блиско време да не се случи таква нова поделба? Не би сакал ниту да помислувам на тоа. Сега, и кога веќе имавме помирување, кога веќе и ПОА беше реинтегрирана во Македонската православна црква, да се молиме на Бога да го запази единството на нашата црква. Така. Значи, Антони, фала ви многу за вашето гостување во Попкаст. Стварно ми беше мило што поразговаравме и мислам дека и гледачите се задоволни. Благодарам на поканата, благодарам за асистенцијата, за соговорништвото. Беше од големо значење. Драги гледачи, фала ви вам што не гледавте, па се гледаме следниот пат. Поздрав!